Премиерот Заев и неговиот тим соочет за сработеното во првите 100 дена, враќање на парите кај граѓаните, економски развој, институции во служба на граѓаните, отворена и реформска влада, Македонија како пријател на сите соседи, 5 принципи врз кои се темели нашата работа, истакна премиерот. Заев ги представи најзначајните одлуки кои владата на Република Македонија ги донесе во своите први 100 дена на владење, пред се во економијата, социјалата, но и надворешната политика. Пред 100 дена почна акцијата за враќање на парите кај граѓаните. Оваа влада, уште на стартот на нејзиното работење, се соочи со големиот предизвик да направи ребаланс на буџетот, во чие креирање таа не учествуваше. Наша задача беше да ги лоцираме предвидените непродуктивни, нерационални, непотребни трошоци и да најдеме основа парите предвидени за недомакински трошоци да ги пренасочиме кон потребите кон граѓаните и кон компаниите. Заев се осврна на договорот за добрососедство со Бугарија, истакнувајќи дека со политичка волја можат да се решат многу прашања. Во спорот со името, според Заев, има поголеми перспективи и е направен исчекор, при што очекува нови решенија од медијаторот Метју Нимиц, а потоа заедно со опозицијата ќе пристапеле кон решавање на проблемот. Прашањето ќе биде ставено и на референдум. Еден чекор е направен понатаму. Верувам дека под медијаторство на медијаторот Метју Нимиц, ноември, декември, јануари, февруари, веќе ќе имаме нови решенија за разгледување на овој проблем, а нашиот став останува непроменет. Заедно со опозицијата ќе навлеземе во решавање на оваа прашања, каде што и заедно ќе излеземе на референдум кој што ќе биде конечен, како конечна одлука на граѓаните на Република Македонија. Во однос на предлог законот за јазиците, Заев посочи дека тоа е последното отворено прашање од рамковниот договор, но дека и понатаму треба да се води грижа за еднаква застапеност на заедниците. Заев порача и дека предлог законот е со европско знаменце, бидејќи е дел од планот 369, а и во согласност со европските закони. Во својот отчет пред јавноста, премиерот ги спомна и продолжениот рок за легализација на дивоградбите, укинување на екстерното тестирање и започнатиот процес на ревизија на наставните програми и учебниците, како и двосменското работење на администрацијата и градинките и декласифицирањето на договорите со странските инвеститори.